За прв пат македонска спелеонуркачка експедиција влезе во срцето на Солунска глава во пештерата Изворот на Бабуна, која се наоѓа на околу 1400 метри надморска височина. Пештерата е откриена 1968 година од страна на друштвото Пеони, но досега во неа немаат нуркано македонски спелеолози. Ја истражувале само странски експедиции кои досега откриле 3 подземни езера, но каналите воделе уште подлабоко. Македонската екипа била составена од 6 члена, а во подводните езера нуркале само двајца: Дарко Недановски од Прилеп и Гоце Димитриевски од клубот Врело од Скопје, кои го поминале второто езеро. Нуркањето траело 6 часа. Го поминавме веќе и второто езеро во Изворот на Бабуна, тоа е во должина некаде околу километар и пол, леговме внатре во длабочините во срцето на Солунска глава. Станува збор за стварно голема количина на вода, многу големи канали. Ние сме фасцинирани и стварно премногу изненадени затоа што прв пат некој од кај нас влегува таму и веќе имаме представа што се и како треба да превземиме за до година, за да направиме уште поголема експедиција, посериозна, и да истражуваме што може повеќе за да допридонесеме за општеството, за науката и секако за државата. Недановски вели дека условите за нуркање биле екстремни. Температурата на водата била 5 степени, а надвор било -10. Постојано морале да бидат активни и да се движат, бидејќи било премногу студено. Откако го поминавме првиот сифон, првото езерце, потоа пешачевме низ реката, низ водата која што извира од длабочината на Солунска. Отприлика околу 200-300 метри се пешачи, потоа следува поголемото езеро, каде што е тој со длабочина од повеќе од 20 метри. И секако после тоа пак продолжуваме исто низ водата, низ каналите да се движиме за да стасаме до третото езеро. Се надеваат дека идната година ќе го поминат и третото езеро и ќе отидат толку длабоко во Солунска глава колку што никој досега не влегол. Премногу голема количина на вода, бидејќи таа вода допора треба да се анализира, да се направи тестирање, да се земи примерок од што е можно по длабока внатрешност натре во Солунска глава и секако да се однеси до институтите за да се истражува и да се има анализа за секако како тоа е еден голем резервар за нашата држава. Недановски Димитриевски скажа и огромна благодарност до Киро Ангелески, претседател на клубот Врело, од кого ја имале најголемата поддршка за оваа експедиција.